Здраво на сите и добредојавте на мојот канал. Не знам дали сте слушнале за едно од најубавите љубовни приказни на 20 век, тоа е приказната за Али и Нино, раскажена во овој роман Али и Нино од Курбан Саид. Роман кој што станува толку познат што го добива епитетот национален роман на Азербејџан и ќе ви кажам малку повеќе за тоа. Најпрво да ве поканам да стиснете лайк на ова видео ако ви се допадне или subscribe на каналот ако ви се допаѓа содржината. Може да ме најдете и на Instagram, на Facebook, таму постирам барем на 2-3 дена почесто. И да ме поддржите преку опцијата Buy Me a Coffee, линкот го има и на Facebook и на homepage на YouTube каналот Читачот. Овој роман Али и Нино се појавува во 1937 година во Виена, се појавува објавена на германски. Меѓутоа на самиот почеток треба сосема накратко да кажам нешто во врска со авторството, затоа што тоа е многу дебатирано, контроверзно, дискутирано. Курбан Саид е всушност псевдоним и со децении се дебатира за тоа кој е вистинскиот автор на ова дело и нема со 100% на сигурност никој не докажал за кого станува збор. Меѓутоа има неколку кандидати, меѓутоа најверојатно се работи за еден човек по име Лев Нусенбаум, значи тоа е евреин кој што подоцна станал муслиман и ја раскажува оваа приказна, што малку и додава некаква мистериозност на самата приказна, меѓутоа приказната си одлична сама по себе. Значи се работи за едно момче по име Али Кан Ширваншир од Азербејџан, значи действието се одвива во Баку. Тој е со персиско потекло, значи е муслиман и една девојка, грузиска девојка по име Нино Кипијани, која што е христијанка и татко и во меѓувреме од рускиот цар добива титула и таа станува принцеза. Значи действието е некаде пред Првата светска војна, за време на војната и тие неколку години по Првата светска војна, значи и Али и Нино потекнуваат од едно повисоки слоеви во општеството, значи во Баку, тогашен Баку, Азербејџан, се наоѓа до Грузија, Ерменија на Кавказот таму. Баку, главниот град, излегува на Касписко море, граничи со Персија, тогашна Иран, Турција. И уште во тоа време гледаме дека нафтата е откриена, се експлоатира, се извезува нафта и така натаму. Меѓутоа во овој момент гледаме дека таа територија или Азербејџан, иако не постои како независна држава во тоа време со тоа име, е под Руското царство. Значи има европско, руско влијание, нели, училишта и така натаму и овие луѓе спаѓаат во тие повисоки кругови. И приказната почнува кога Али Кан завршува средно училиште во тоа руско училиште, значи добива убаво образование и со оваа девојка се знаат уште од деца и си се допаѓаат и Али Кан завршува средно училиште, она има уште една година да заврши и од кога ќе заврши училиште и Нино, тој ќе побрза жена и сега тука се појавува, тргнува нивната приказна, таа убава љубовна приказна која што се развива, а низините се поставува прашањето како би се дали би добиле тие дозвола како муслимани, како христијанка да се земат од различни култури и така натаму. Меѓутоа тоа ќе им биде одобрено и тука почнува да се шири приказната. Приказна која што ќе следи во тие неколку години, следи многу перипетии во нивниот живот, значи трагични моменти, убави моменти. Значи нема да ви правам спойлери, а со надеж дека ќе прочитате оваа книга или барем ќе го погледнете филмот, за кој што ќе кажам неколку збора подоцна. Значи ги носи животот во меѓувреме почнува Првата светска војна и сега работата е што Русија влегува во војната, нели? Сојузници се и Англија и Франција и така натаму против Германија и други земји. Меѓутоа овие луѓе кои што се фатени таму и некои од пријателите на Али се офицери и тие се фатени во една дилема, сакаат да војуваат, да служат. Меѓутоа Али смета дека тоа е војна на христијаните и на некој начин ако се вклучи на страна на русите, тие не војуваат ни за својата земја, ниту ја бранат својата земја и ништо од тоа. И некои од нив се вклучуваат на страна на Русија во војната, иако војната е многу далеко на некој начин од нив и тие се отсечени. Подоцна всушност и Турција влегува во војната, нели всушност Првата светска војна и после Првата светска војна е распаѓањето на Османлиската империја, значи и цепењето на повеќе држави, така натаму, раѓањето на модерна Турција и така натаму. Турција влегува во војната и значи го следиме низ
поминуваат из многу нешта и за време на таа војна, значи поминуваат из лични трагедии, предизвици, Али и Нино приморани да бегаат во еден момент, па да одат и во Персија, па да се вратат назад и така натаму. И приказната ќе видите како завршува кога ќе го читате романот или можеби кога ќе го погледнете филмот. Раскажувачот е всушност самиот Али Кан, значи овој роман напишан во прво лице и тој раскажува нели неговата приказната на неговата љубов со Нино Кипијани. И оно што ми се допаѓа е што ова е на некој начин и класично напишан роман, на добро стегната, елегантна приказна, меѓутоа која што добива во длабочина и добива на слоевитост со тоа што и нивна љубовна приказна е ставена во контекст на тие политички случувања во тоа време. И многу сакам кога ќе читам некој роман кој што и ќе ме научи и на историски моменти, особено на други култури, на судир на некој начин или вкрстување на одредени култури и ни сите тие моменти на како се чувствуваат азербејџанците, луѓето од тоа место, и како муслимани, и како жители на тоа место во однос на војната, како се осеќаат во однос на западот и истокот. Значи, делумно некои од нив се чувствуваат дека тамо всушност завршува западот и почнува истокот, дека тоа е точката, раскрсницата на истокот и западот. Некои сметаат дека не им треба тие вредности кои што преку Русија внегуваат некакви европски вредности, дека со тоа се губи нивниот идентитет. Значи има целата таа димензија на размислување за, ајде да го наречеме, националниот идентитет во тоа време, значи раѓањето на таа азербејџанска нација или држава. Ја има и целото тоа. Меѓутоа, тоа е многу суптилно, убаво, низ некои размислувања, низ некои разговори принесено. Значи, истокот и западот, значи, културата, дали Нино го љуби и го сака Али Кан, таа е спремна да направи се за него, меѓутоа, и неговата љубов за неа, всушност, тој не сака да и наметне правила, дали да покрива главата или да прифати некои работи. Значи, тој премногу ја сака за да ја наметне неговата култура. Од друга страна, културата во однос на жените има одредено сваќање или како треба тие да се однесуваат и така натаму, и тоа се на некој начин потопено во разбирање и во љубов и така натаму. Во таа смисла нема трагичен момент, значи таа се гледа на западот, сака да живее во Париз и така натаму. Меѓутоа, Али Кан е растргнат затоа што него сепак длабоко внатре, таа негова родна земја и пустината сепак многу длабоко му значи. Има и многу убави споредби меѓу во еден разговор меѓу шумите и што представува шумата, нешто што може, ајде да речеме дека тоа е некакво, не знам, символ на оно што го представува западот или што е присутно на западот, од друга страна пустината. И тој во тие споредби кажа дека многу подрага му е пустината и жешкиот песок и така натаму, и карпите и морето што го гледа, отколку нели шумите и така натаму. Значи многу убаво е прикажана суптилно, нежно тие контрасти, нели, растргнатоста контрастот меѓу истокот и западот, па и не е толку религијата, ми се чини во фокус во однос на ислам и христијанство. Значи ни самиот роман има патување и во Грузија, во Тифлис, тогаш тоа е Тбилиси денешен, и тоа е сето тоа многу фино направено. И за да подоцна, кога ќе заврши војната, всушност доаѓа турците, нели, ја земаат власта, меѓутоа тие се повлекуваат, мора да потпишат, нели, пораз, нели, да направат спогодба, и доаѓаат за кратко англичаните да управуваат со Азербејџан. Меѓутоа и тие во тие моменти од кои тие се повлечат, успеваат луѓето, интелектуалците и не знам, повисоката класа, успева да создаде демократска, мислам беше Демократска република Азербејџан, значи прва секуларна демократска држава во муслиманскиот свет, ако не се лажам. Меѓутоа и ја воспоставува државата, значи се гордеат со тоа, меѓутоа тоа трае само од прилика 2 години. Во Русија револуцијата веќе завршува, меѓутоа Русија веќе доаѓа руската војска да го заземе Азербејџан.
Нели има тука политички зошто нафтата, азербејџанската нафтата на Баку и Советскиот сојуз, значи не може да обстои без таа нафта и така натаму важна. И тука завршува приказната во однос на тоа, значи буквално русите чукаат на врата и подоцна знаеме од историјата Азербејџан станува дел од Советскиот сојуз и со децении и децении е дел од таа огромна држава. И сето тоа, значи тука има, значи она што е убаво е љубовна приказна, раскажана во контекст на војна, на превирања, на раѓање на една држава и токму затоа всушност она што го спомнав на самиот почеток, национален роман на Азербејџан, токму затоа што на многу фин начин преку љубовна приказна се раскажува и за раѓањето на и краткото траење на таа независна држава азербејџанска тогаш, што подоцна нели по распадот на СССР станува нели независна држава. Значи многу елегантна, многу убава книга, убава љубовна приказна која што мене многу ми се допадна. Она што го знам е дека Али Нино го има на македонски романот во издание на Темплум, постаро издание. Сега на сајмот видов дека имаше некои примероци таму, ако сакате да ја прочитате, можеби да ја побарате во, ја се читав на англиски, можеби да ја побарате во библиотека или на Темплум, да им пишете дали имаат некој примерок или можеби во книжарниците има, не сум сигурен. Има филм кој што не е многу стар, не знам, некоја продукција европско, не знам каква е, дури оној глумецот што играше Султан Величествениот или не Султанот Сулеман Величествениот, од онаа серија пред години, игра таму, а искрено сцените се фантастични, фотографијата и се, меѓутоа приказната во однос на романот, ова да не звучи, да, ама романот е многу подобар, филмот не чини. Стварно, филмот е релативно плитко склопен и направен, иако супер визуелно како изгледа тоа. Може ако не најдете книгата, па изгледајте го филмот. Ќе добиете од прилика, не знам, чувство за или представа за каков роман станува збор. Значи, тоа е љубовната приказна на Али и Нино, се смета за една од најубавите љубовни приказни на 20 век. Ова беше сосема на кратко за романот, за што станува збор. А ако сте го прочитале, кажете ми какви се вашите впечатоци за овој роман, или од кој ќе го прочитате, или од кој ќе го гледате филмот, може да ми пишете. Чувајте се, се гледаме со наредното видео. Чао!